Беше најавуван дека ќе го реши проблемот со ликвидноста на компаниите во Република Македонија, а и периодот во кој што беше носен, беше период во кој што владата тогаш, за жал, имаше големи обврски спрема компаниите и носењето на овој закон се наметна како една потреба за решавање пред се на долговите кои што државата ги имаше спрема приватниот сектор. Меѓутоа и тогаш владата ги иззема државните предпријатија, министерствата од обврската да ги почитуваат утврдените рокови во Законот за финансиска дисциплина и наместо како сите приватни компании најдолгиот рок за измирување на обврските да биде 60 дена, вие си дадовте еден период за усогласување со овој закон, најпрво 120 дена, па 90 дена и сега од 1.1.2016 година рокот треба да изнесува 60 дена и за предпријатијата и за владата како време за исполнување на обврските спрема приватниот сектор и компаниите кои што работат со државата. Меѓутоа, тоа и со ова сега законско решение не го правите во целост за сите јавни државни институции. Од ова законско решение повторно ги земате јавните здравствени установи, фондот за здравство, генерално сите институции од здравството. Ние мислиме дека тоа го правите затоа што за жал состојбата финансиска во здравството е пред голем колапс, е тешка и дека владата не може да се справи со трупањето на долгови на јавните здравствени установи и решавањето на нивната неликвидност. Впрочем, и самите бројки кажуваат каков е трендот на долговите во здравството. Еве, колеги пратеници и почитувани граѓани, долговите на јавните здравствени установи заклучно со 30.6.2015 година изнесуваат 3 милиарди 173 милиони 837 милијади денари или 50 милиони евра. Тоа е долг кој што е на 30.6.2015 година. За да имате илустрација како се движи овој долг, ќе ви кажам уште еден податок, а тоа е дека на 31.12.2009 година долгот на јавните здравствени установи изнесува 803 милиони 023 илјади денари или, ако споредиме од 2009 година, заклучно со 30.6.2015 година, долгот на јавните здравствени установи пораснал за неверојатни 38 милиони и 865 илјади денари. Тоа само покажува дека владата не умее или фондот за здравство, неговите менаџери, да ја го решат проблемот со нерентабилното работење на јавните здравствени установи. Проблемот е дополнителен што овој долг е скриен долг и не е прикажан и во табелата за јавниот долг на Република Македонија. Впрочем, ваков долг постои и во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Господине министер, веројатно сте свесни за проблемот кој што го имате во Фондот за здравство. Веројатно сте свесни дека трендот на трупање на долгови не престанува. Впрочем, само за 6 месеци или од 31.12.2014 година до 30.6.2015 година
јавните здравствени установи направиле нов долг од 2,7 милиони евра. И сега, почитувани пратеници, ова е проблем. И затоа сметаме дека Законот за финансиска дисциплина и одложувањето на рокот наместо 60 на 90 дена за плаќање на обврските на институциите од областа на здравството е поради тешката финансиска состојба која што ја има во здравството во Република Македонија. И затоа ние ова законско решение нема да го поддржиме. Нема да го поддржиме затоа што сме сведоци дека ако продолжи овој тренд на трупање на долгови во здравството, а од друга страна квалитетот на услугите не се подобрува или граѓаните не добиваат подобри, поквалитетни услуги во здравството, ние правиме грешка, затоа што на крајот ќе се доведеме во ситуација да и овој фонд биде пред класичен колапс и потоа да бидат повторно принудени некои други да превземаат тешки мерки со кои што ќе се исправат овие аномалии. Јас мислам и очекувам од колегите пратеници да ја сватат сериозноста на ова што го зборуваме. Бидејќи 50 милиони евра долг за држава како Република Македонија не е мала работа во Фондот за здравство. Од друга страна, ние гледаме дека владата вели дека буџетот се остварува и се полни добро. Предпоставувам дека е таква ситуацијата и со Фондот за здравство и со придонесите за здравствено осигурување. Тогаш се поставува прашањето: ако приливот на пари е релативно добар, каде настануваат долговите? Дали нема избалансираност помеѓу услугите и парите кои што се предвидени за тие услуги? И до кога може ова да се толерира? Граѓаните, отворено ви кажувам, ако направите анкета, една од најнезадоволните области во Република Македонија е здравството. И тука не гледаат дека се подобрува значително квалитетот на услуги. Но, за тие проблеми околу квалитетот на услуги во здравството, ние ќе зборуваме, еве, прва наредна прилика е кога ќе дојде интерпелацијата на министерот за здравство. Јас сакам да се задржам на проблемите со финансиското работење на Фондот за здравствено осигурување. Сведоци сме дека таму има проблем од 50 милиони евра, кој што е направен за изминативе 4-5 години. Значи, годишно негде по 10 милиони евра. И тоа продолжува. И за 6 месеци од оваа година нови 3 милиони евра долг. Колеги пратеници, треба да оваа работа се преиспита. Господинот министер, владата на Република Македонија треба да најдат начин Фондот за здравство да го доведат на ниво на позитивно работење. При тоа да не биде на штета на самите пациенти, на кратење на нивните услуги, туку да најдат начин како оваа загуба да се покрие, а услугите да станат подобри и поквалитетни и граѓаните тоа да не го почувствуваат. Ние не можеме во недоглед да толерираме недомакинско работење во здравството на Република Македонија. Најлесно е да речеме што треба да правиме. Дали да ги жртвуваме пациентите? Пациентите не, че го жртвувате неодговорното, неспособното, недомакинското работење на тие менаџери кои што прават загуби во Фондот за здравствено осигурување.